Денес го истражуваме светот на театарот и филмот заедно со една од најдобрите македонски актерки, Наталија Теодосиева. Ако сте ја гледале во незините последни филмски остварувања, Врба или Мими, знаете дека пред вас е вистинска актерска магија која воодушевува. Таа е вистинска сила и на театарската сцена, каде што со секој свој настап остава длабоки импресии кај присутното гледалиште. Зборувам и за тоа како се создава таа магија и кои се предизвиците во потрага по извонредноста. Но пред да започнеме со епизодата, земете краток момент да се претплатите или за члените на каналот, за нас би било од големо значење. А сега, Наталија Теодосиева. Како стигна до Едвард Нортон и кажи ми го искуството за тоа што го обожавам човекот. Тоа се случи не лани летото, полани летото 2023-та. Така беше? Или 24-та? 23-та, небитно. Тоа е еден фестивал кој се одржува на остров во Хрватска, Понтало под филм фестивал, сега има друго име фестивалот. И по покана отидов таму. Не бираат генерално од бившите југословенски земји глумци и режисери. По покана на директорот на фестивалот и престојуваме таму, да речеме 5-6 дена, заборив точно колку, на истиот остров, заедно со неколку ментори, меѓу кои од менторите беше Едвард Нортон. И беше Роберт Ослунд. Не знам дали си чул, дали го знаеш Роберт Ослунд. Е многу познат режисер. Не знам, мислам дека не. Triangle of Sadness, Турист, филмовите. Неважно. Турист, окей, со Џони Деп беше тоа. Не. Другиот турист да е. Друг. Да. Изгуглај го. Ке сватиш за кого ти зборам. Едвард Нортон беше наш ментор таму, као требаше да имаме неколку мастер класови со него, да одржува мастер клас. Се запознавме од блиску со него. Ми беше многу предизвик да го запознаам, меѓутоа кога почнав да правам муавет со него, сватив дека е пребейзик и рандом човек, кој што треба да биде веројатно секој човек. Не, ја нема таа некоја не знам, само себе си да се воздигнува и да се хвалоспева, да. Меѓутоа е баш од оние актери, такви актери како што и јас почитувам и се стремам кон тоа, актер кој многу работи и кој работи доста на себе, односно кој ги прави работите сам. Односно, ако нема работа, затоа што ние актерите зависиме од тоа кој ќе ни избере, кој кога ќе ни даде работа, и многу често знаеме за години да бидеме без работа, меѓутоа ние од тие актери кои што си создаваат сами работа. Сам продуцира филмови, ги пишува, режира, има своја театарска трупа. Дали е могуче за човек како него да нема работа, да мора сам да си создава работа? I don't know, можеби одбива работа. Инаку му го поставив тоа прашање и не сакаше да ми го одговори конкретно, така малце ми го заобиколи. Го прашав како одбира улоги или зошто одбива улоги и не ми даде никогаш конкретен одговор, не знам зошто. Не беше многу конкретен, секако генерално во одговорите, беше прилично дипломатски настроен, меѓутоа имавме интересни 2 мастер класови со него. Има ли некој друг, да кажем, од тој ранг на глумци, вака што си имала прилика во животот да ги сретнеш или да бидеш во некаков тип на интеракција? Да, Мелиса Лео. И мислам дека тоа ми е досега најпродуктивниот, можеби највлијателниот мастер клас што сум го имала со некој актерка, Мелиса Лео, на Сараево филм фестивал. Тоа беше пред повеќе од 12 години сигурно. Бев исто избрана за Сараево таленти, мислам дека така се викаше програмата, може денес имаат сменето името. Таа ни беше ментор таму. Имавме исто неколку работилници со нејзе, она исто Оскаровка. И така има доста влијание врз мене тие неколку средби со нејзе. Значи, како изгледаат тие средби? Мислам, како се пренесува
тоа знаење или таа уметност во тие неколку дена, мислам, ако можеш некако... Не може да се пренесе. Глумата е пракса. Мислам, глумата е нешто што сам да го изградиш својот систем и сам да стигнеш до тоа што мислиш дека треба да стигнеш. Меѓутоа, она што во концептот на ваквите работилници помага за нас младите актери е начинот или искуството на тие глумци кои ги држат овие мастер класови. Например, додека нема работа како се справува со таа тишина, од што се инспирира, алатки, какви книги, филмови и така натаму. Односот со фамилијата, односот со луѓето, каде излегува, со кого се шета, какви муабети се прават, почетоците какви им биле, каков бил нивниот процес на запознавање луѓе, што е многу важен сегмент од оваа професија, така што е многу корисно. Како и да, тие никош нема да ти кажат како да глумиш и не треба, мислам, не е тоа поентата на тие часови. Поентата е едноставно да се доближиш до нив и да поверуваш дека можеш и ти. Сум била на многу такви работилници. Сакаш Берлин, Талентс Берлин, Сараево Талентс, Понта Лопут, не знам, just name it. Ти си само поканета или на твоја иницијатива одиш? Или сум била поканета или сум била изберена. Обично се конкурира со CV, со материјали и така натаму. Така, пошто има многу голема конкуренција. Зборувам, овие фестивали се на светско ниво. Така што it takes time да видиш. Да, уште еден фестивал на светско ниво е фестивалот во Пераст, Фортека. Филмскиот фестивал. Во кој што Мими, твојот филм каде што си главна улога, заедно со Тамара освои најдобар филм. Да. После 3 години од кога е емитуван. Значи тоа ми е мене многу, како да ти кажам, фасцинантно. Значи што требаше 3 години, што чекавме 3 години да се случи за да, нели, стигне награда. Не знам, ја ништо не чекав. Тоа е интересното кај филмовите што ќе го завршиш, ќе излезе премиерата и го оставаш да живее, при тоа ти немаш веќе никаква врска со него. И тоа е интересно што ти изненадува после 3 години од нигде никаде ни јавија дека добивме награда. Тотално, мислам, веќе имаме као првата година идевме на фестивали и така натаму, имавме и други награди освоено. Меѓутоа, што сме чекале? Не знам што сме чекале, веројатно секој филм си го наоѓа патот. Не можеш да знаеш никогаш однапред или да имаш гаранција дека филмот ќе отиде на тој фестивал и дека ќе биде толку и толку гледан. Значи филмот секогаш си го наоѓа својот пат. Имаше од тие холивудски кругови, сега ќе кажам многу лаички што сум слушал, како дали е за продуцирање на песна или филм, као кремот на Холивуд има откриено нешто налик на формула во создавањето и во продуцирањето и некоја стапка на предвидливост колку тоа ќе биде успешно и дали ќе биде блокбастер или нема или така нешто. Апсолутно постои тоа. Апсолутно. Тоа е шема, тоа е рецепт. Рецепт, точно. Да, тоа е рецепт и тоа се случува и кај нас се случува така. Се прават филм, зависи која е целта. Таргетот кој ти е. Ако е таргетот да одиш на не знам, на големи светски фестивали, онда филмот што ќе го продуцираш мора да ги исполнува тие критериуми. Ако е за домашна, како да кажам, за домашно прикажување, онда го правиш под друг терк веројатно. Јас не го знам теркот, мислам, го знам да го видам филмот, ја би рекла, овој филм би успел на Венеција или овој филм би успел, не знам, во Сараево или на тој фестивал. Да, постои. Сега, најшто е прашањето, односно поентата или финтата, дали ти како автор, зборувам за сценаристите и режисерите, однапред се фокусираат на тоа да направат филм по рецепт или едноставно го прават, па потоа филмот си ја добива формата и си го наоѓа патот. Точно тоа ме интересираше, да. И за жал, мислам дека денес се повеќе, особено во земите кои што се со помали филмски индустрии, би рекла и нашата, се почесто се трудат да направат филмови кои ќе бидат според некаков рецепт направени. Знаеш, као ако сакам протагонистот во мојот филм да биде маж, јас во старт губам поени.
Ме разбираш? Затоа што денес на многу фестивали предност имаат филмови каде што протагонисти се жените. И ако јас сакам мојот филм да успее, онда ќе морам да направам компромис. Тоаш ќе морам да го сменам во женски лик. Иако многу сакам да е машки, затоа што е машки, пошто така ја замислев или така сум ја видела. Знаеш? Ама ќе мора да се прави компромис, ако сакаш да ти го примаат филмот на фестивали. Колку е... Ова е само еден пример. Немам ништо против тоа, сакам ти кажам. Само еден пример. Така функционира во ред. Да. Колку е вас представено, да кажеме, како актери, која е целта на филмот во однос на неговиот живот по продуцирањето? Во самиот пристап, дали ви менува вас нешто или не, ако ви кажат, например, не знам, филмов е за домашна употреба или филмов е за фестивал или за има ли нешто или вас ви кажат едноставно снимаме филм, па после тоа зависи, ретко кој го кажува тоа, да, ако има некој замисла и цел, ќе рече да, го спремаме за големи фестивали, меѓутоа пак ќе кажам тоа не е гаранција дека стварно ќе биде така. Филмот пред се мора да е многу добар. Ако мене ме прашуваш лично, она што јас сакам, она што мене би ме купило за да бидам дел од филмот е добра приказна и добар лик. Во тој момент не размислувам толку на тоа каде ќе отиде филмот, размислувам јас да направам добар лик. Уште една награда што добивате ти и Тамара во Пера сте награда за најдобро портретирање на карактер. Мислам, добро. Мене ми изгледа тоа, како ти кажам, како многу побитна награда од оваа награда за најдобар филм. Од твоја перспектива, затоа што си го исполнила тоа она што го кажа, си го исполнила карактерот максимално, значи она од замисленото и тоа е признаено и видено. Да, баш ми е мило. Затоа искрено многу се радувам, затоа што Мими има посебен дел заземено во моето битие. Мими е лик кој го направив за многу кратко време, можеби не пол месец, да не се лажам, точно не ме држи за збор. Она што јас и Тамара успеавме да го направиме пред се најмногу и што никој тоа не може да го оспори и да го игнорира е хемијата, односно синергијата која јас и она имаме создадено на тој филм. Иако они две, односно Мими спрема Сара многу лажно и со маски се представува, на крај си го покажува своето лице, ние сепак изградивме многу добра љубов меѓу ликовите. И тоа е, мислам, дека тоа што каде да отидеше филмот, сите го коментираа. Дека имаме страшно многу добра хемија. На што се должи таа хемија? Значи, вие сте приватно се знаете или таму се запознавте? Ние се сближивме на филмот. Многу се сближивме на филмот, претходно се познававме нормално Скопје, ама не бевме блиски. Станавме блиски за време на снимањето на филмот. Нормално Тамара веќе беше пред мене во кастот и нормално нејзе многу изначеше да има добар партнер. Кога отидов на кастинг, она беше феноменална. Баш ми го додаде тоа што ми фалеше, исто и јас на нејзе и едноставно се поклопивме една со друга. Тоест се доуклопивме една со друга. Значи темата е фантомска бременост. Значи јас бев запрепастен како филм може да излезе од таква тема. Мислам, и од една страна имаме некој, како ти кажам, некој чувство на револт, затоа што како гледаш, да кажеме, како македонска публика, јас многу тешко стигам да го гледам тој филм. Значи треба да го барам, знаеш. Значи од друга страна ми се сервирани секакви филмови вака на тацна, дури ми ставаат пред лице за да ги гледам. И се јас не можам не можам да го видам едноставно. Значи не знам, сега треба, нели, си има што викаш ти траекторија, си има пат филмот, фестивали, конкурси и така натаму, дури да се појави пред македонската публика, ако воопшто е наменет за да се појави таму. Зошто не би бил наменетен таков филм, да кажеме, за македонска публика? Види, веројатно е наменет, не било тоа првичната цел, меѓутоа, пак ќе кажам, зависи од... деликатни се овие теми. Можеме да збориме до утре со Вале за ова. Значи, не, знаеш како, да ја поедноставиме, значи
зошто едноставно таков филм, македонски филм не би бил за македонски гледач, мене тоа не ми јасно. Не знам, кажи ми ти. Не знам, на пример, филмот идеше ми се чини во кино. Не знам колку беше продаденоста на филмот. Само микрофонче да доближи си уште Извини. малце подале. Така, одлично. Sorry. Не мора да ми се извинуваш. Значи, окей, немаш одговор. Мислам, тоа е, како ти кажам, јас изминативе 2-3 дена веќе гледам филмови со тебе, во кои што најверојатно или покасно во животот ќе ги сретнев, или можеби воопшто немаше да ги сретнам. Многу е веројатно воопшто да не си ги сретнал. И ќе беше, како ти кажам, ќе бев посиромашен за нив, можам да ти кажам, затоа што Врба, значи првиот филм што го гледав е феноменален, значи како да ти кажам. Дури си го поставам прашањето, општо ме натера размислувам општо за македонскиот филм. Значи дали ние како публика не сме биле едноставно доволно филмски созреани за да ги сватиме македонските филмови и нивната тежина и некако начинот на кој што се правени. Или да, значи едноставно не сме биле созреани, или тие биле со понизок квалитет тогаш, па денеска се навистина да е квалитетот многу подигнат. Значи не знам, ама од денешна перспектива кога ги гледам филмовите, како ти кажам, точка по точка ми се комплетно ми се поврзува, мислам идеално ми се отсликува идејата и пораката филмот што треба да ја пренесе. Верувам на карактерите. Ме разбираш, значи стварно сум, еве ти кажав, значи дека после Врба не можев да заспиам, го пуштив пред спиење, можев да заспиам 2 сата после тоа. Супер. И сега зошто да не можам да го гледам тој филм или зошто треба да го барам така, мислам, тоа е Врба идеше во кино долго време. И мислам дека имаше доста живот и во другите градови во Македонија. Али тоа беше тој период кога искочи. Така што немаме ни некои платформи, знаеш, немаме освен Глеј, ми се чини. Да, Glay.mk, поздрав до нив таму на филмот. Да, значи немаме други платформи каде можеш да ги гледаш. Некогаш ги даваат за Божик на телевизија, на МТВ. Мислам, прекрасно, да. седи малце дома, пушти МТВ, гледај македонски филмови. Тоа е приликата. Да. Телевизијата нас она не избрка не тргна од екраните, значи ние како луѓе мислам дека дефолтна состојба ни е телевизорот. Така некако полесно е, удобно е, значи имаме сите предиспозиции, целата наша природа е направена за пред телевизор. Тие беа упорни со лоша содржина многу години за да не избркаат сега, тоа е. Да се вратиме на тебе, значи дали во сите твои улоги, награди, признанија, значи гледам дека се развиваш и веќе си станата една од најдобрите македонски актерки. Океј, тоа мое гледање, мое доживување. Дали како ги наоѓаш улогите, тоа го поставивме како прашање, значи дали улогата го наоѓа акторот или акторот ја наоѓа улогата, како се поврзуваат? Јас би зборела за себе, за тебе, да. Би зборела сосема од моја перспектива. Пошто е многу индивидуално, најверојатно не можеш да извадиш генерално барем во вашиот свет. А и тоа е сепак тоа е момент на верување. Пак е твое како ќе веруваш, значи јас можам да верувам дека улогите мене ме наоѓаат, а можам да верувам дека јас ги наоѓам улогите. Као се е на до индивидуално. Јас сакам да верувам дека улогите ме наоѓаат мене. Затоа што не секогаш знам што ќе работам утре. Јас на пример многу би сакала да знам година ден унапред каде сум букирана и што ќе работам и како, меѓутоа овде не се случува тоа така. И многу ретко знам што ќе работам наредната година. И секогаш тоа е мистерија. И тоа е една од работите што ми е многу фасцинантна во оваа работа. Тука се вклопува тој дел со мастер класот, најверојатно тоа е целата магија да преживееш измеѓу улоги, да. Со целата таа. И затоа верувам дека улогите ме наоѓаат мене, затоа што кога ќе ме повика некој за нов проект, кога ќе добијам текст, седнувам и јас гледам што треба да работам. И во тој момент јас почнам да се поврзувам со ликот. Јас претходно можеби сум го знаела, ако од некоја светска драматургија позната ликот, а ако не уште подобро, тотално unknown лик. И јас треба да се поврзам со него.
Јас треба да бидам тој лик или тој лик треба да биде ја. Но пред да се поврзеш со ликот, значи има еден процес што се вика кастинг, што одредува дали ќе стигнеш ти до скриптата и да го развиваш карактерот или не. Тоа е за филм. За Театар филм. малце поредко Да, значи е тоа. повеќе за филм се на почетокот. Збориме за филм. Ќе збориме, да, па ќе се префрлиме после тоа и на театарот. Значи, затоа што кога сме веќе тука, значи што е според тебе покомплексно за тебе, филмот или театарот? Не знам, никогаш не открив, и двете имаат секојаш кога ќе завршам со снимање на филм, сум као ова само сакам да го правам од сега понатаму и не работам веќе театар, и после тоа кога ќе дадам премиера во театар сум као ова е тоа, во моментот се случува сега и овде, и публиката е со мене, дишеме заедно и кинам овде и утре можам да направам уште подобар лик, затоа што е жива материја, театарот е жива материја, додека филмот тоа што ќе го уснимиш останува за секогаш. Точно тоа, значи тоа се толку различни работи. Веројатно, одговорот на тоа прашање произлегува од самото ова, затоа што имаш една шанса да направиш добра сцена на филм, додека во театар имаш повеќе шанси. Така што веројатно малку позахтевно и малку покомплексно би било снимањето филм или спремањето улога за на филм. Затоа има и најверојатно покомплексен процес, потемелен процес, да кажеме, на селекција на актери и така натаму, затоа што и повеќе трае, се бараат други карактеристики кај актерите, значи кастингот е тој, да кажеме, почетен дел кој што, нели, ја прави таа филтрација, селекција на луѓе. Значи како ти го доживуваш тој процес, како се спремаш за кастинг, како изгледа еден кастинг твој? Кастинг. Супер, не знам. Јас сакам кастинзи многу. Тоа го сватив како дел од мојата работа, као буквално дел од мојата работа. И секогаш давам максимум од себе. Никогаш не одам со тоа, со помислата дека нема мене да ми изберат, као не сум ја за ова или како лотарија. Го добиваш сценариото или дел од сценариото, неколку сцени, од тие малку информации што ги имаш за ликот, пробаш да направиш карактер, пробаш да направиш лик. Односи, емотивни состојби и така натаму. Значи ти имаш слободата за тие 3, 4, 5 дена, колку и ти имаат оставено простор за да се спремиш, ја имаш слободата да направиш лик како што ти го замислуваш и гледаш без многу информации за него. Тоа е многу интересен процес пред се. И воопшто не треба да биде разочарувачка. Не разочарувачка, не треба да представува тежина и да представува обврска некаква, дека леле морам да го направам ова, зошто сега ја па нели ме познаваат они мене, што можам да направам. Ме има гледано режисерот, имам работено со него. Ова е твоја шанса и тоа е твоја шанса да создадеш нешто и да отидеш и да го покажеш, затоа што никогаш не знаеш на режисерот што му треба. И сум сигурна дека 90% од режисерите бараат да дојдеш со лик. Да тие знаат каков лик напишале и што бараат. Меѓутоа, верувај ми дека кога ќе дојдеш со твој лик, со твое читање на ликот, од твоја перспектива сработен ликот, тогаш нема да остане рамнодушен никој. Не може да се предвиди тоа, значи не може да се предвиди. Колку и да го сакаат, колку и да го пишувале, неверојатно колку и да го замислувале. Да, затоа што целата поента во тоа, јас како актер, мојата работа која е да оживеам лик, да создадам лик кој сум јас, а не сум јас. Така, значи мора да помине низ мене. Значи мора да биде моје дело. Ајде да видиме како го оживуваш ликот, значи како се соочуваш ти, да кажеме, со првото сценарија, со скриптата, како ја читаш, како ја разбираш, како го развиваш ти, како ги развиваш твоите ликови? Сама си се зафркнав. Мислам, супер ми дае вака, како ти кажам. Се шалам, чекај сега, ми треба време. Ако, значи... Не е едноставен процес, како и да е. Мислам, тоа претпоставаме нешто што бара доста монолози, гледање пред огледало, сега може би и снимање. Не, никако огледало. Зошто не? Не знам. Може некој работи така, јас не. Мојот процес не е таков. Може да знаеме каков е. Мислам, добро, не мора све да ни Немам конкретен процес, мојот процес е процес. Хаотичен. Секи ти кажам нешто,
и ќе направиме на прв, се малце ќе се задржам на Ајде. одговорот, ама мислам дека е интересно. Долги години, па мислам дека од тинеџерството до пред некоја година сонував еден ист сон. Не константно, но сонот се привлекуваше многу често. Сонот беше ист. Јас возам кола, меѓутоа не знам да возам кола, немам појма да управувам колата, не знам како со мењач, не знам како со педали, меѓутоа јас возам. И секогаш тоа возење на кола изгледаше многу ризично и страшно, меѓутоа јас секогаш стигав до дестинацијата. Секогаш беше хаотично, со отворени прозори, со викање, со секоја секунда ќе се удрам во некоја бандера или во некоја дрво, па се спасувам, се вртам, а на крај секогаш стигам жива, здрава и сигурна. И морав да го кажам на некој тој сон, разговарав со еден мој психолог и го одгатнавме мојот сон, од тогаш веќе не го сонувам. Озбилно после разговорот? Да. И тогаш сватив дека мојот процес, генерално во животот некои процеси на донесување одлуки, релации со луѓе и така натаму, но најмногу се рефлектира во работата, е истиот овој процес. Дека јас немам посебна техника, јас немам посебен систем, меѓутоа секогаш стигам до резултатот на мој начин. На еден хаотичен, на еден исплашен, па едно време смешен, мора да помине низ мене. Или би го нарекла интуитивен процес. Како што ќе го прочитам прв пат ликот, веројатно таков систем ми се наметнува. Не знам дали ме разбираш. Те сваќам комплетно. Да. Зависи од процесот, зависи од жанрот на сценариото или на текстот, зависи ликот каков е, и така ми се наметнува и самиот систем на работа. Таков, интуитивен. Добро, окей. Ти го оживуваш ликот на некој начин преку тој процес, но пак останува текстот, самиот текст што мора. Текстот мора да остане, текстот е тој. Јас зборувам за градење на намерите на ликот, на тоа како ќе се однесува ликот, што мисли кога го кажува тоа, затоа што една реченица може да биде кажана на 30 различни начини. Као не сакам кафе и као не сакам кафе или не сакам кафе. Начинот на кој мојот лик ќе го каже, јас одлучувам. Јас морам да го најдам неговиот тек. Тоа исто така го правам со многу читање, гледање филмови на истите теми, книги кои ме поврзуваат со тоа. Колку трае тоа од прилика? Зависи. Зависи. Ако е за во театар, процесот во театар трае 40 на дена од прилика. Има ли некоја, да кажеме, некој монолог за тоа што сите сме имале, да кажеме, по неколку реченици во животот што ни биле даени, што едноставно не можеш да ги запамтиш, не знам, некако не ти влегуваат во глава, да имаш да се судриш со нешто такво, да кажеме. Да треба да научиш нешто и да едноставно не можеш да го погодиш редосладот на зборовите или точните зборови, а сте веќе на сет, например, снимате, значи сега ти треба да го изговориш нешто да продолжите понатаму, така. Но едноставно не ти доаѓа. Да. Се случува. Се случува, меѓутоа не знам, се е пак стварно искуство. Ќе најдеш начин да се извадиш. Или ќе скокнеш реплика, ќе дојдеш до друга реплика, па ќе се вратиш. Мене многу често ми се има случувано тоа, меѓутоа јас имам некако слобода и некако си верувам на себе многу и ги испревртувам репликите, ама секогаш се враќам на таму кај што сум сгрешила. Не знам, процес е. Колку трпи тоа, да кажеме, да излезеш од текстот во моментот? Зависи од жанрот, зависи од представата. Ако е комедија, трпи и такако. Филм, збориме за филм. Збориме за филм пак. Многу сакаш да збориме за филм. Ја цело време за театар. Да. Не, на филм нема многу простор за тоа. Искрено. Ако сте се договориле, ако таков е процесот на работа, да се импровизира, онда да. А ако не. Филмот е доста, како да кажеме, на конвенционален еден процес. Има ли реченица или склоп на реченици кои што едноставно ти оставиле јака импресија врз тебе, направиле силен впечаток кој што ги памтиш и можеби можеме ги споделиме денеска од филмов, нели што ги имаш снимано до сега сите филмови,
Така, 2-3 реченици или некој монолог што едноставно... Не, монолог не. Мислам, не памтам цел монолог. Да. И да памтам, нема да го кажам тој тука. Тоа е дефинитивно Офелија. И често ова го зборувам, ми се чини секаде кај што ќе ме прашаат. На академија и бев 3-та година кога прв пат тоаш го работевме Шекспир и прв пат ја направив Офелија. Се позанимавав со Офелија на Шекспир. Така што, веројатно и целата драма Хамлет ми има оставено така доста влијание врз тоа која сум јас, како размислувам и на каде сакам да се движам. Има една реплика од еден монолог на Офелија, вели: Боже, ние знаеме што сме, но не знаеме што можеме да бидеме. И таму лежи многу голема вистина во тоа. Така што, ете, не знам, тоа би го издвоила. Како... Да, тоа е многу интересно што го спомна се, да. Да, затоа што Офелија тргнува од позиција на тоа дека живее во кралски дворец, окружена е со кралеви, со принцеви, со богатство, со изобилие, меѓутоа е многу несреќна, е најчиста и најдобра од сите, со најдобри намери и неиспрлен образ, меѓутоа настрадува повеќе од било кој, и душевно и физички. Заљубена е во Хамлет, кој се преправа дека полудува. И тој ја изигрува исто така. И од таму доаѓа и тоа: Боже, ние знаеме што сме, но не знаеме што можеме да бидеме. Тоа ми има кажано вака, го сретнувам во секојдневна комуникација со луѓе, понекогаш ме потсети на тој момент, така да доста интересно да што спомна да. Пак да се вратиме на филм. Ајде. А ти пак ли ме праша за од филм реплика? Имам уште маца да филмот не, значи гледам дека театарот зазема некако природно извира од тебе на некој начин, колку и да пробуваме. Види, затоа што повеќе работам театар и филм немам снимено некое известно време. Така што затоа веројатно. Да, значи имам многу повеќе искуство во театар. Да, пак и треба повеќе представи да гледам. Ке треба? Да од септември. На 2 септември мислам дека има премиера со тебе. Да. Бојрум. Ке дојдам. Дојдеш. Која е представата? Ангели во Америка. Прв дел, некако на делови беше поделена? Да. Прв дел. Супер. Фала ти, ке дојдам ќе гледам. Обавезно. Процесот на снимање, се уште сум кај филмот. Значи, тоа значи најчесто менување на локации, живење, долги сати на снимање, значи тоа е исто така е процес кој што нели човек мора го научи да го носи, но воопшто не ми изгледа едноставно, затоа што тие долги сати на снимање има големи паузи, па треба да влезеш од карактер, па да излезеш од карактер, па не знам што се случува, значи како изгледа, еве да кажеме, еден таков ден со актерска екипа, може би некогаш во екстремни услови, значи како изгледа еден таков ден? За мене најубав ден како актерка е ден поменат на сет. Дефинитивно. Многу е убаво да снимаш филм. Многу. Од многу аспекти. Прво почнувам од аспектот дека бегаш од реалноста. Буквално си на друго место. Си овде, ама не си овде, затоа што пак баш како што кажа, поминуваш по 12, 13, некојаш 14 сати на сет, идеш дома, спиеш се, валја те собираат и пак продолжуваш. И тоа е една иста екипа, константна, луѓе кои што сите работат за една цел. Има хиерархија, супер систематски, супер функционира, секој си ја знае работата, секој си ја врши работата професионално. Има луѓе кои што се грижат за тебе. Значи се е подредено, секоја минута е испланирана и подредена. И плюс го работиш тоа што сакаш да го работиш. И плюс заработуваш. Мислам, стварно нема поубаво од снимање филм. Како изгледа еден снимачки ден? Не знам, многу рано почнуваат снимачките денови, генерално. Не знам, некаде 3-4-5 часот наутро веќе те собираат со комбе и се упатуваш на сет. И следи шминка, фризура, доаѓаат други колеги, доаѓа режисер, зборуваме за сцената, можеби правиме некоја мала проба и почнуваме со снимање. Генерално, локациите се менуваат не често, него, например, на оваа локација која имаме 10 сцени, тука ги снимаме тие 10 сцени, тоа може да трае као ден, 2, 3, 4, 5. Кога ќе ги завршиме
сцените на таа локација, тогаш ја менуваме локацијата, што значи дека филм ретко кога се снима континуитет. Значи го немаме тој луксус да го снимаме филмот како што би почнал кога го гледате вие како или кога е напишан како сценарио. Значи можам да прва да снимам последната сцена, па да снимам нешто од почетокот, па да се вратам на средината, па пред крајот и на крај да снимам првата сцена. И да, тоа е многу интересно сега да успоредиме со театарот, затоа што во театарот ја одигруваш целата приказна вечер. Хронолошки. Да, хронолошки. А со филмот тоа може да трае, значи да трае Апсолютно. месеци Да. до година, не знам. Да. Не знам колку време траат и сега тежината да влегуваш и да излегуваш од карактер, пошто во театарот да кажеме влегуваш во карактер и тој карактер си 2 сати. И завршува представата, излегуваш од карактерот, си продолжуваш животот како живот. Тука си цело време, значи влегуваш, излегуваш, влегуваш, излегуваш цело време и го гледам едноставно како екстремно тежок процес. Е тежок процес, меѓутоа ако сме доволно спремни, ако е доволно добро завршена работата, нема таква тежина од тој аспект дека леле сега што треба да правиме, леле чекај текстот овде. Него затоа се прават многу добри подготовки пред да се почне со самото снимање. Многу добри темелни проби, нормално костимски проби, шминка проби, све, значи ние правиме можеби месец дена предходно само проби и за шминка, и за костим, и глумачки проби. Мора да бидеш спремен за филм. Затоа ти кажувам, доаѓам и јас денес у овие 30 минути имам фората да ја уснимам таа сцена и да покажам се што можам у тие 30 минути. И толку се завршува таа сцена, се пакува и чао. Немаш втора шанса. Тоа мора да си многу спремен. Филмот бара многу фокус, бара многу концентрација, бара спремност, бара будност, бара чување на енергија, затоа што многу често се случува, едноставно има многу луѓе на сет. Премногу луѓе некош има на сет и се настануваат кавги, збрки. И ако јас како актерка, пошто сум константно овде и мојата енергија расплената насекаде, ако ја примам сечива енергија, ако на секоја кавга дадам внимание или посветам енергија, мојата енергија ќе се истроши и ќе немам што да дадам во кадар. И исто и тоа се учи како да се апстрахираш од сите тие работи, да се тргнеш и да направиш некоја бариера за да не ја трошиш енергијата, дур чекаш или дур не снимаш. А чекањето многу често знае да ти исцица енергијата, затоа што седиш и чекаш. Не можеш да знаеш дека не можеш да се јавиш на телефон да збориш со некој, затоа што тоа ќе те преусмери од атмосферата во која треба да се наоѓаш за филмот. Не можеш да идеш да си правиш муавет со било кој надвор. Значи мораш да седиш и да чекаш. Мораш да си на стендбај нон-стоп. Најверојатно да се изолираш на некој начин. Или да се изолираш, да. Има актери што секако функционираат, има актери кои нон-стоп на сет се зборат со било кој, не можеш да ги сопреш. Ја не сум од тие луѓе. Ја ако почнам да зборам со сите, мене ми отиде енергијата. Така што секој со своето. Многу интересно тоа што кажеш, затоа што она што најверојатно сакаш да го постигнеш е таа некоја автентичност од тебе да излезе. Значи, во тоа можеш да го направиш кога си во полна енергија. Има една добра мисла, ќе ми кажеш колку е точна, а вика да се покажеш себе си, прво треба да се познаваш себе си. Да. Да. Ние како актери премногу се бавиме со себе си за да не се познаваме себе си. Кога ќе кажам дека се бавиме со себе е затоа што кога треба да создадеш лик, ти го создаваш од себе си. Го создаваш од некои твои минати трауми, искуства, емоции, така средби, луѓе кои што си ги запознал, книги што си ги прочитал, кои оставиле впечаток врз тебе, ликови од литературата кои за секогаш останале врежани во твојата глава. Сето тоа сме ние, сето тоа сум јас. Секојдневието мене ми има оформено да бидам тоа што сум денес. И ако јас честно и автентично не се служам со тоа што го носам, подобро да не ја работам работава. И од овде веројатно излегува таа автентичност. Не се трудам јас да бидам автентична, као сега јас ќе бидам како никој до сега, ќе се измислам себе си. Не, само се подпирам на
на моето миното, на моите искуства, на моите лични искуства. Тоа е, претпоставам, некоја вештина, значи така едноставно да го употребуваш твоето минато сегашност во функција на нешто што се вика уметност. Мислам, како ти кажам, јас се поклонувам на тоа. Значи луѓето ние некако природно ние да бегаме од самите себе си. Тоа го правиме со најразлични дистракции, зависности, пороци и така натаму. Све што правиме да избегаме од себе си. За да доеш ти ја кажеш дека јас морам да се бавам со себе си, затоа што јас морам да сум со себе за да се покажам. Немој да мислиш дека е нешто за кое претходно сум била горда. Многу често сум пробувала да се спасам од набојот на емоции кои доаѓа или од трауми кои ми се случиле или било какви настани, за да ги зачувам, за да ми бидат потребни. Не е дека јас тоа намерно сум го правила, едноставно сум го нашла начинот. И исто така ми требало време да сватам дека е во ред. И е во ред да ме боли. И дека е во ред да поминувам низ тежок период и да не се опирам од тоа. И е во ред да поминувам и низ добри процеси и да ги чувам за себе. Се што се случува, се што ми се случува, конечно се научив да го сакам. Дали е лошо или добро, дали е трагично, дали е весело, било што. Да гледаш дека има некоја функција во нешто друго. Да. Дека е некој вој. Сама, мислам, проаѓам низ емоциите. И со тоа до некаде ми има помогната оваа професија. Затоа што кога ќе откриеш како треба да го работиш ова што го работиш, тогаш ќе станеш и подобар човек. Затоа што не можеш ти да прочиташ толку многу светски карактери, ликови напишани од гениални умови и да бидеш рамнодушен и да останеш истиот човек после тоа. Подобро не се бави со таа професија. Као немој да ми кажеш ако го прочиташ Ставрогин на Достоевски дека ќе останеш рамнодушен после тоа, или не знам Офелија на Шекспир или Леди Макбет од Шекспир. Мора да учиме од тоа. Мора тоа да остане во нас. Може ќе бидеме и подобри луѓе ако вистински ги читаме тие карактери и тие книги. И затоа ти кажам, бавејќи се со есенцијата на ликовите, учиш и за себе. Учиш каков сакаш да бидеш и каков не сакаш да бидеш. Каков сакаш да биде светот, каков не сакаш да биде светот. И така се градиш себе си. Како тоа знаење ти се аплицира после во реалниот живот, да кажеме, во секојдневниот живот, затоа што ти веќе ги имаш изградено многу карактери и за запознаена си со многу карактери и ќе дојде, да кажеме, обичен смртник, значи ти веќе можеш да го категоризираш, значи што мислиш обичен смртник? Па еве да кажеме човек како мене што не се бави со глума, јас немам многу карактери, јас имам еден карактер, мојот карактер го имам, така, значи мојот живот. Па еве, окей, мислење. Така мислиш? И јас дојам, се исправам пред тебе. Ти сигурно или ми имаш одиграно негде веќе, значи или ми имаш прочитано, или ми имаш сретнато. Некако кога да имаш предност, ме разбираш во таа смисла, едноставно како се поставиш или како да се поврзеш со луѓето, можеби полесно или да се спасиш. Да се поврзеш со луѓето дефинитивно помага многу. Меѓутоа не значи дека треба да ги манипулираш луѓето со тоа или да го искористуваш тоа дека ако јас прочитам според твојот јазик на тело во која состојба си, дали си анксиозен, дали се срамиш, дали сакаш да си доминантен или не, да не го користам тоа против тебе. Као инаку да, можам да прочитам работи, мислам и луѓе кои не се бават со оваа професија тоа го прават и го имаат како вештина, тоа ги од детството, од првите 5-6 години траумите и така натаму во односот со родителите и дома, тоа нема врска со глума. Јас само си имам научено од каде е тоа и како да го користам. А тоа може да го прават и многу други луѓе, само да не го злоупотребуваат нормално. Да. А иначе и ти глумиш. Сигурно, значи, да. секогаш си во карактер. Видов дека играш ракомет, така? Некогаш. Да. Ти таму си
Друг Виктор. Ти си таму Виктор кој игра ракомет. Точно, Тоа е твојата улога. Точно, да. Тоа е улогата, што е една од улогите што ги играш. Да. Овде си друг Виктор. Точно, Овде да. си Виктор со Наталија и сега се ставаш на некое, да се ставаме и двајцата на некое ниво за да можеме да комуницираме, автоматски двајцата се ставаме во некаков карактер за да можеме да го направиме овој подкаст. Неизбежен дел од животот е глумата. Знаеш, тој дел како ми се поврзува, значи еден дел од животот живее во Битола и во Битола, значи возрастни на децава кои ќе сакаат така демек да ги обвинат дека лажат нешто или дека манипулираат, ги викаат глумци. Ајбе, глумец е, не глуми, сега ме разбираш. И сега зборот глума, барем, не знам, кај мене, верувам дека и во голем, вака широк број на луѓе е поврзан со лажење и со манипулација. Некако од тоа, од деца ме разбираш, така не расте, ајбе, не глуми, значи те боли, ај не глуми. Да. Мене најмногу што ме повредува, од блиски луѓе, тоа вистински ме повредува, кога во ситна кавга или во недоразбирање ќе го искористи некој тоа против мене затоа што сум глумица и ќе ми рече да, глумица си ти, као не ти верувам баш. Као да ме во емотивната состојба или ајде бе не ми глуми. Кога некој тоа ќе ми го рече во реалниот живот, мислам во реалниот живот, како да живеам нереални живот и три. Да. Во секојдневниот живот многу ме повредува и многу ме боли. Затоа што веројатно некои луѓе не е работа на луѓето да мислат јас како се чувствувам или не, меѓутоа најпросто ќе кажам, толку многу глумам на работа, што стварно не глумам во приватниот живот, искрена сум многу. Да, тоа е добро кажано, да. Да. Не оставаш ништо за после работа. Да се трудам, ние што немаме, што не глумиме како професија, најверојатно глумиме многу повеќе во реалниот живот, затоа што нели мора да се изразиме негде и ние. Не знам. Кажи ми, кога стапнеш на театарска сцена, како што го правиш тоа во изминатиот период и години уназад, енергијата е подруга, значи многу е различно од филмот, кажавме, се работи реал тайм све, немаш интеракција, да кажеме, со камера или со ајде да кажеме непредвидлива некоја си средина, толку, значи се е повеќе организирано, бината е тука, публиката е тука, отприлика сетапот е тој, свет е познато, значи гледаш некогаш ако е темно, најверојатно е темно, гледаш во некоја си црна темнина, кога перформираш, некогаш можеби имаш визуелен контакт, но енергијата е многу поинаква. И сега, на какво мислење си сега моментално, да кажеме, како го доживуваш моментално театарот? Потреба. Вентил. Терапија. Дрога. Зависност. Тоа е за мене театарот. Мислам дека не можам веќе без тоа. Искрено се навлекуваш на тоа чувство. И било кого праше кој настапува на сцена или работи било каква изведбена уметност. Едноставно стануваш зависен од тоа. Од самиот перформанс или од перформансот, од начинот на чувството кое го имаш после представа, особено чувството за време на представата, неизвестноста, тремата, вентилите кои ги пушташ за да искочи од тебе све што претходните денови си го совирал. Терапија, едноставно. И плюс те гледаат луѓе. Луѓе платиле карта за да го гледаат тоа. Прекрасно е. Не? Моментот и плюс партнерот. Особено ако се најдеш со партнер на иста фреквенција, зборам партнер во сцената. Таа енергија, тие топки кои што си ги подаваме, тоа е бесценето. И тоа се случува само еднаш. Наредната представа ќе бидем за нијанса погоре, подолу, полево, подесно. Никош не се повторува истото. Не, сигурно се повторува, меѓутоа не е потполно истото. Прекрасно е. Моментот кога ќе прво имало ли моменти кај што насред обично нели аплаузот доаѓа на крај, но има ли моменти кога нели за време на представата има. Има, да. Сериозно. Да, па тоа е најголемиот комплимент. Кога ќе добиеш аплауз на отворена сцена.
кога во сред, ако си, не знам, си ја воодушевил публиката, тоа е како, не знам, ајде да го споредиме како, не знам, возење во, не знам, еве, на ролер костер. И така, публиката се луѓето на ролер костерот, ти си силата која го движи ролер костерот, така. И не може да остане никој... Добро, но еве да кажеме одредена представа во одреден момент за време на играње на представата добива аплауз, да кажеме, на сред представа. Да. И тоа се повторува наредниот пат. И наредниот на пат. истото место, да, и се истото случува тоа, да. И на четвртиот пат, например, го нема тоа. Што правиме тогаш? Проблем. Мислам, пошто го очекуваш, така, значи веќе знаеш. Да, го очекуваш, си се навикнал, но не можеш сега да... Значи, у секунда се зафркнуваш ако пробуваш да го добиеш аплаузот. Не Да, го прави бркаш, тоа. да. Не го прави тоа. Само голтни кнедлата и продолжи понатаму во животот. Ќе дојдат подобри денови. Леле. Како се ствара таа хемија што викаш со партнерот во театар? Значи, како се ствара, окей, на филм е едно, најверојатно процесот во театар е сосема друг. Зборам поврзување со екипата. Истото е, значи хемија или ја имате или ја немате. Не зборам за романтична хемија. Не, окей, значи не може ли да се изглуми тоа на пример? Се глуми. Хемија. Ама не можеш да го изглумиш до крај. Се гледа. Не значи дека ќе биде многу лоша сцената ако вие немате вистинска хемија која глумите хемијата, но ако ја имате ќе биде фантастична. Ние сакаме да биде фантастично. Тоа се гледа, не може да се излаже. Затоа што, мислам, пак ние сме некако, најверојатно се едуцираме повеќе, зборам како публика, знаеме да даеме нели аплауз. Тоа те прашав поради тоа што знам дека доста луѓе што сум нели актери, таа им била замерката дека едноставно публиката кај нас е се уште не едуцирана или не знае да поздрави или да дае соодветно признание на работата на акторот кај нас. Значи има тоа, има луѓе знаат да дадат аплауз, но голем дел од нив се така срамежливи во однос на фидбек, па дали да стане со аплауз, па дали стоечки, дали ја биде од седење. Знаеш, уште сме, не е она од душа даено, уште е она браво, да кажем, некој браво, знаеш, ме воодушеви. Зависи од представата, зависи од театарот, зависи од градот, зависи. Сам од многу работи зависи дали публиката ќе те награди со аплауз или не. А и не секогаш значи дека е многу добро тоа што го правиш ако ти дадат аплауз, пошто има па публика која ми многу лесно се задоволува, да. Интересно. Колку колку е различен фидбекот, еве да кажеме, после театар? Од значи добиваш фидбек од повеќе места, добиваш фидбек од колеги, добиваш од пријатели, добиваш од семејство, значи колку се разликува тој во сите тие различни групи на луѓе. Значи може ли некој да ти каже на пример колега ти каже супер, пријател ти каже знаеш не беше толку добро и дома да отидеш да кажеш знаеш уопште не беше. Јас коментарите секогаш многу внимателно ги примам. Не знам како да ти кажам. Не гледа секој исто и не може секој исто да гледа. И јас одбирам кои се луѓето кои мене ќе им верувам што ме гледаат. Значи ги одбирам луѓето што според тоа како гледаат. И тие луѓе веројатно и би ги прашала и би ми значело нивното мислење. Не може да ми значи сечево мислење и не е во ред да ми значи сечево мислење. Ке полудам ако ми значи, ако денес ми рече некој предобри бевте, утре леле катастрофа представата. Па некој ми рече само многу беше убава, фала, не сум глумица за да бидам убава. Или не знам, костимчето ти беше вакво. Ако наседнам на секој коментар, не е тоа здраво. Одбирам чиви коментари слушам. Но дали е многу поделен фидбекот ми е прашањето? Значи може да биде 50-50? Нема као има проекти, на пример, има представи или еве филм кај што сум играла, кај што сите се согласиле дека нештото им се свиѓа. Има проекти за кои се многу поделени мислења. И тоа е нормално. Ме интересира како беше работењето со Милчо Манчевски, значи колку е како искуство различно од се останато што имаш доживеано?
Е различно. Милчо е многу е, мислам, препрофесионален е. Кај него секогаш се знаеш поред како ќе биде, што ќе биде, се е средено, многу е, неговите сетови секогаш многу професионално на високо ниво организирани, секој си ја знае работата, многу е прецизен, многу е точен, брзо работи, сака темелно да работи, секогаш има многу темелни проби и многу важна работа кај него е тоа што секогаш дава простор на актерот да дојде со свој резултат, со своја идеја. Му верува на процесот. Да. Неверојатно. Да, и затоа и прави веројатно долги кастинзи. Знаеш, кастингот е 90% завршена работа, тоест добар кастинг е 90% завршен филм, добар филм. И тоа најмногу ми се допадна кај него затоа што имаш слобода кај него. И дури претендира да дојдеш спремен со твои идеи. Интересно. Да. Ние зборевме дека во твојата, да кажеме, филмска историја, збориме како гледач, можеби Пред дождот е првиот филм? Да, најверојатно јас размислував да мислам дека Пред дождот е првиот македонски филм кој го имам гледано. Да, ме инспирираше, ти кажам, денеска баш го пуштив маца, се потсетам, значи како изгледаше тоа, како е целото тоа одиграно. И пак ти викам, значи од не го гледа истиот човек филмот, знаеш, значи како А било кој филм гледа го после 10 години? Или книга прочитае после 10 години? Или музика што ти била омилена кога си бил тинеџер и денес слуша? Колку имаш луксус, да кажеме, денеска тиеве, да гледаш филм без да го анализираш, збориме, карактерот, улогата, не знам, сетот и така натаму, да се внесеш едноставно во филмот. Да. Ми се случува тоа, мислам, зависи од многу работи. Ако наеднаш ликот ме воодушеви, да речеме особено ако е некој женски лик кој ми се допаѓа, што ми бил предизвик да го би ми бил предизвик нешто такво да изиграм, тогаш се фокусирам на ликот, хај гледам, ако генерално целата приказна уште на почеток ме завози, онда сосема се препуштам на филмот. И јас сум инаку од тие луѓе што и коментира на филмот. Леле не. Леле зошто му го направи вака ова? Не се гледа таков филм. Знам, јас сум од тие Најверојатно луѓе. сама гледаш филмови. Јас сум од тие луѓе. И сум од тие луѓе што многу плачат на филмови исто така. Не, добро, тоа е во ред, да. Да. Да, коментирам, да. Ама сум имал такво искуство дека што бараат луѓе едноставно. Не сум до толку, Да. меѓутоа знам да се изнервирам. Така, да си коментирам. Кој ти изместил така малце поише? Многу филмови. Да. Добро. Многу филмови. Не можам ни да се сетам сега, ме фати утесно. Кој филм ме изместил? Многу филмови. Еднаш кога спомнуваш $1 Million Baby, мислам дека да, тој ќе биде еден од првите 5 места. А зошто многу, мислам? Веројатно бев во период од животот кога филмот така ми удри еден шамар. Мислам дека само што запишав академија и ликот Мукушла, односно ликот на Хилари Свонг, многу ми се допадна и она како го изнесе ликот и драматуршки како беше напишано целото тоа. Целата конструкција, целиот концепт на упорност, дека она доаѓа од многу сиромашна фамилија, тоа не е ни тотално дисфункционална фамилија, има една идеја да стане боксерка и станува боксерка иако никој не сака да ја тренира и така натаму и станува успешна во тоа и на крај ја убива тоа што толку копне по нештото. Тоа во што најмногу се даде, тоа и ја уби. Што веројатно се прашувам за луѓе кои што немаат план Б во животот, немаат луксус да имаат план Б, пошто не сите луѓе имаме луксус да имаме план Б во животот. Веројатно тоа е и вистинскиот начин да го изгубиш животот или да завршиш. Едноставно се препуштиш на тоа едно што го сакаш и што го гледаш како се држиш за него како давеник за сламка
И тоа ме фасцинираше. Има нешто романтично во таквите приказни што мене ме фасцинираат и плюс горе на тоа дека е жена протагонист што се бави со машки агресивен спорт. Да, има доста, да кажеме, филозофија дека тој пристап, она што го викаш ти план, кој имаш план А само во животот, дека тоа е нели момент кога ги палиш сите мостови позади тебе. Апсолутно. И дека шансата да успееш е многу поголема. Да. Затоа што нели се вложуваш со цело битие, значи не оставаш ништо за резерва, за утре, за после, за што ако не едноставно во главата не ти постои тоа. Да. Значи шансата да пропаднеш е исто многу голема, ризикот, ама тоа е начинот. И навистина тоа е начинот дефинитивно, значи навистина сум го приметил тоа кај многу луѓе што се спремни да го изодат тој пат, најчесто го изодуваат. Значи не знам што треба да се случи, не знам. Нема друга опција. Нема друга опција, да, човек кога се посвети така со цело свое битие, стварно сме мокни, мислам, како машини, многу тешко и универзум се поклопува за тебе, космички енергии, значи се ти работи во прилог да нели да го завршиш тоа што треба. Значи го обожавам филмот, неколку пати го имам гледано. Да. И тој наратив на филмови, не знам, и мене ми се допаѓа многу. И мене ми се допаѓа. Најверојатно има некој, не знам, се надевам дека има некои заеднички елементи кои што нели те тера едноставно да го гледаш. И многу емотивен, глумците се многу добри во филмот. Да, ја обожавам пример Хилари Свонк, ми е она баш една од топ 3 глумици, мислам. Не знаев дека има 2 Оскара. Мислев дека има еден, човече, се изненадив пред некое време, ја гуглав нешто. 2 Оскари има. Ете виж, ја ни тоа не го знам, ама уживам да ја гледам. Да. И Black Swan со неа, мислам дека Black Swan? Да. Не беше Black Swan со неа? Не. Тоа е Натали Портман. Натали Портман. Многу ми се, значи ги мешам цело време. Цело време ги мешам. Ја сакам Натали Портман. Да. Ама мисля да приказна, мислам истиот некаков наратив ми е, не знам. Па, конкретно тој филм. Да, само што ова треба се научи да биде лоша. Да го прифати темната страна во нејзе, што она, збориме за Black Swan, што она одбива да ја прифати темната страна. Океј, се враќаме на нашата глумица овдека. Тоа што го правиш ти е многу невообичаено. Значи, актер, барем во Македонија, и во светот, ама посебно во Македонија, не знам, значи 0,001% од луѓето. Значи, стварно е посебен момент кој што и ти, но и луѓето околу тебе треба да научат некако да се носат со тоа, да го прифатат, да научат. Значи, мислам дека се работи повеќе за, пошто например, твоите пријатели, роднини, значи тие немаат најверојатно пример со кој што може да се поистоветат, знаеш, како да функционираме сега со како да функционираме со нашата девојче сега, нели, она тргнува да глуми. Што да му правиме на детево? Што да правиме со детево, да. Значи едноставно и мораат да учат. Значи колку е тоа предизвикувачки процес, да кажеме, во семејството или по блиските кругови. Не знам, не сум ги прашала. Најверојатно толку. Не сум ги прашала, меѓутоа супер, не знам. На моите многу им се допаѓа идејата дека сум глумица. Стварно? Да, јас сум порасната во музичко семејство. Као тоа се знаеше дека ќе бидам нешто поврзано со уметност, како и да е. Не беше некое големо изненадување за моите. Кога завршував средно, ја завршив средно балетско и мојата најголема љубов и мојот план беше јас да се запишам во Америка на модерен танц, каде што притоа и бев примена на еден коледж, меѓутоа таму се прескапи партиципациите, па не можев да отидам. И мојата професорка по модерен танц ми даде идеја дека е супер да отидам на глума. Дошто претходно имав учествувано во една представа во МНТ и беше као она е супер за глумица и им го спомна тоа на моите беа леле да, ти треба да бидеш глумица, као зашто да не пробаш да бидеш глумица. И така отидов на академија, ме примени, беа многу среќни дека ќерка им ќе биде глумица. Од тој аспект не можам да се пожелам никако. Имам целосна поддршка од нив и од поширокото мое семејство. Секоја чест. Сите го сакаат тоа што го правам. Многу се среќни, многу се горди на мене и во моментите кога јас не се осеќам така, они ми ја даваат силата. И не само моето семејство. Јас сум од Кочани,
Луѓето од Кочани имаат многу голема почит за мене. Веројатно затоа што и знаат колку го сакам Кочани и секогаш ми е многу топло на душата кога ќе се вратам дома и кога ќе си правам муавет со рандом луѓе од Кочани и кога ќе ми кажат дека гледале ова, следеле ова, го прателе тоа, дека многу им се допаѓа ова и ја осеќам поддршката и нема ништо побаво од тоа. И мојата прва награда беше, моите две први награди всушност се од Кочани, едната е од ДАФ за режија, а втората награда ми е од општината на Кочани за значајни остварувања во културата на општина Кочани, доделена од градоначалникот. Така што стварно имам поддршка. Па да, Кочани важи за таков еден центар на од кој што произлегуваат доста актери. Со доста актери, талент. музичари, да, особено музичари. Го спомнавме еднаш и киното во Кочани. Имаш некој сеќавање во таму кога сме во Кочани? Како не, Мис Клинцези 95-та. Неверојатно. Штета, немам слика да ти покажам на телефонот. Наталија, Мис Клинцеза 2005-та, 4 години, победив на Мис Клинцези со песната од Кукулеле, ќе го видиш Стамбул со се бардовци. Шо збориш? Да. Тоа е моето прво сеќавање на Домот на културата. Има неколку работи, ги извадив овај од Милчо Манчевски, ме интересира да ги ме интересира твоја перспектива едноставно, затоа што навистина кога нешто он ќе каже или ќе напише, тоа слушам баш, значи баш е некако му тежат зборовите. Вика, отелотворувајќи ја диктатурата на времето, филмот секогаш по природа е за сегашноста, дури ако се занимава со минатото. Па да, филмот е раскажување на приказна. Добар автор секогаш се инспирира од тоа што се случува околу него, што го боли, што го тангира пораката која сака да ја испрати. Милчо секогаш, речи си во секој филм, мислам дека веќе не ни постои филм каде што не го обработува урбанистичкиот проблем на Скопје. Еве една од работите во сегашноста во која живее. Мислам, апропо муаветов што го кажува Милчо. Така што секогаш има коментар. После вика, ако се надевате дека едно уметничко дело ќе има општествена функција, а во никој случај не би требало да има директна општествена функција, тогаш секако треба да се надевате дека разоткривањето на насилството во неговата одвратна и одбивна бруталност, ако не и апсурдност, е една од општествените полезни нуспојави на уметноста. Така подобро е општеството да добие грозен приказ на насилство, наместо пречистена студиска слика. Да. И ова директно ми се аплицира, да кажеме, во твојот последен филм. Како ти се аплицира? Па, едноставно, карактерите кои што ги играте, ситуациите во кои што влегувате, значи тоа имам доста насилство во филмот. Посебно помеѓу Сара и Андреј. Да. И филмот на некој начин и тоа го прикажува покрај се останат. И сега тоа може да биде или да не биде прикажано, или да биде прикажано, да кажеме, на не толку брутално, но не мора да биде покажано брутално, доволно е да се покаже деталот како последица на нештото. За тоа зборуваме? Да. Да. Има во Мими ја обработува и баш таа тема као семено насилство и шовинизмот кој исто така владее. Девојките кои што се заробени во бракови кои трпат семено насилство секојдневно, но мора да седат таму ради финансиски причини, ради дете, затоа што ќе им биде одземено детето и така натаму. Да, знаеш како, тоа е неверојатно колку преку филмот мислам дека ја подценуваме, знаеш, сите сме свесни за моќта на филмот, за моќта на визуелната, ама некако ја подценуваме. И па не знам дали сме свесни. Па тоа ти викам, значи не знам,
од кој ќе го видам тоа, стварно ме враќа во еден момент во каков свет живееме, значи затоа што нели во текот на нормалното функционирање секој ден човек заборава дека постојат такви работи, такви луѓе, такви појави, дека тоа им се случува, дека мене може да ми се случи, дека јас нели ако не сум буден може да влезам едноставно во тоа и јас да станам таков после некој време, знаеш. И таков еден филм те рестарт прави. Добро, ако е така, мило ми е. Рестарт, навистина рестарт прави и тоа беше затоа почнав да барам повеќе македонски филмови после тоа, да видам. Сега го гледаш се навлекува на македонски филмови. Па не може да заспие без македонски. Па се навлеков 3 дена поред гледам. Значи 3 дена поред гледам македонски филмови, толку македонски филмови цел живот немам изгледам. Супер, баш ми е мило. Да. Ти беше. Јас многу се радувам на македонски филмови кои ќе искочат. Многу сум возбудена, многу сакам да гледам македонски филми, какви да се. Да, само нас ни се далеку од периметарот, тоа што зборевме, не ни се. У кино се секогаш. Киното е. Тоа е. Ќе направив реклама за малку. Се воздржа. За киното, да. Па добро, немаме култура да се изгуби, значи повеќе него се префрлија луѓето во театар, а во кино, македонски филм. Супер ако луѓето се префрлиле во театар. Мислам тоа е моја перцепција, може да сум Супер грешка. ако луѓето до театар. Ама идат доста, значи. Ако. Знам дека па добро ти ги гледаш, значи претпоставам дека салите се полни цело време. Кога како? Зависи кој театар. Малце да кажеме за тебе во светот во кој што не си актерка, едноставно во секојдневниот живот. Значи колку прво станува време за такво нешто и да, колку останува време за мене? За тебе, да. Види, има периоди кога стварно нема време за мене. Затоа што од проба на проба, па представа, па не знам, ќе направам ова. Да, не останува време за себе. Меѓутоа, првата дупка кога имам меѓу работа, од подолг период, секогаш ја зимам многу здраво за себе. Да. Као ја научив лекцијата. Се губам од тука, одам или на планина, одам на одмор, правам се што можам да направам во тие денови за да се вратам на себе си, да се вратам на моето бите, на тоа што јас сакам, да се вратам дома. Затоа што не е само професијата, има и други релации. Оваа професија не е бара само фокус кон текстот и кон перформансот, бара многу енергија и за луѓе. Бара енергија за колегите, бара енергија за режисерот, бара енергија за тој што треба да ти даде работа. Кастинг, ми пратиле кастинг од Србија, морам да го сработам за 2 дена, а јас сум веќе на проби 10 сати. Значи, ако можам вака да се поделам на 3 Наталии за да завршиме се у една недела. И моментите кога имам слободни деновите кога имам слободни денови, максимално се нурнувам кон себе. Максимално. И веќе не се чувствувам ни себична, ни неблагодарна, ни дека ги запоставувам некои луѓе, затоа што јас си требам на себе повеќе од колку било кога. Затоа што колку и да е прекрасна оваа работа, што е работа, ми уживам многу цели. Као некојаш знаеш животот да го извади од мене. А некојаш ми дава живот. Баланс. Имаше момент исто во Мими, кај што нели Мими плива за да се опушти во. Ме потсети на еден филм, не знам дали го имаш гледано, Swimmers се вика. Каде што две имигрантки од Сирија. Да, сестрите. Препливуваат. Имаше момент во базенот. Кај што девојката плива, се спрема за надпревар или веќе се надпреварува и паја бомба точно пред неа, значи во базенот, она се вакво и се ти имаше таков момент со бебе, мислам дека беше. Да. Значи истиот момент, така ми се поврза. Да. А сцената во филмот кога се нагумениот чамец, кога бегаат од Сирија, двете сестри кога се двете пливаат, рипат од чамецот за да ги спасат и другите. Како најде на тој филм? Значи, мислам дека многу заеднички филмови имаме гледано. Зборам. Ја не знам како сум го нашла. Пошто тоа е така, како беше по-лоу баџетен, значи не е некој блокбастер или нешто такво, значи. Да. Она Netflix беше уствари, да, на Netflix. Веројатно, да. Имав период кога бев обседната со војната во Сирија и веројатно поради тоа така сум го нашла. Озбилно. Да.
имав направено еден перформанс, представа, кога почна војната во Сирија, тогаш прв пат почнаа да излегуваат онакви кратки интервјуа со луѓе од местото на војната. Мислам, барем јас прв пат тоа го видов, пошто порано сме слушале, пошто медиумите не беа толку развиени, немало као лайв на Инстаграм или на Фейсбук, за да или било што да снимаш и одма да го постираш на Фейсбук. И бев прво фасцинирана од брзината на информации и тоа дека сега, имајќи ги овие апарати и оваа технологија, болката е уште поголема и емпатијата е уште поголема и треба да е поголема, затоа што у моментот, инстант, ние ги добиваме информациите за луѓето кои страдаат во војните. И тоа ми се случи гледајќи неколку такви анкети со деца од Сирија кои остануваа без родители и едноставно се имав обседнато со тие деца и со нивните изјави. И направив представа со Младенски образовен форум. Идејата беше нивна дека треба да се направи нешто за моменталните случувања во Сирија. И јас решив дека ќе базирам цела представа само на тие анкети и на тие интервјуи со деца кои останале без родители или без фамилија и така натаму. И сама се сеќавам од YouTube ги симињев и сама ги преведував преку Google Translate, преку луѓе. Сериозно? Сама ги преведував, правев транскрипции, од сите тие изјави од деца и ги направив у представа. И веројатно така и дојдов, мислам, филмот е многу после тоа. Меѓутоа, пошто искуството е тоа, веќе го имаш. Значи, бев доста фокусирана на си прошла нешто. Зашто нема исто и денес со Палестина. Јас не можам, и првите 3 месеци јас не можев да си не да си опростам, него не знам како да не звучи претенциозно. Не знам што да направам, моравме нешто да направиме, а не можеш ништо да направиш. Не можам ја ништо Наталија од Кочани да направи за децата од Палестина. Зошто мора? Значи како го осеќаш тоа дека мора? Затоа што имам преголема емпатија, се развива некакво чувство. Знаеш? И тоа што го гледаме, мислам дека тоа што сега го гледаме, мислам тие работи нели се случувале од поодамна, но тоа што го гледаме сега тоа. Имено тоа сакав да кажам, затоа што сега го имам во 3 минути од како вистински ќе се случи таму. Не треба некој да ми го прераскаже. Но тоа не менува одговорноста или самиот чин или твојата улога во тоа, знаеш, само што го гледаш. Да, меѓутоа мојата психа, моето битие се чувствува како да е таму, затоа што тоа е толку блиско до мене. Тука сум, као се случува овде. Еве го, ова се случило додека јас сум се туширала со топла вода и со сапун. Додека сум правила муабет на телефон со мајка ми. А тие деца остануваат без мајки или обратно. Мајките остануваат без деца. Најверојатно да, значи имате Не знам и како да го кажам тоа, значи не знам, не е нормално, едноставно светот во кој што живееме не е баш најнормален, не треба да сме сведоци на тие работи, посебно на работи на кои што ниту можеме да влијаеме на некој начин, ниту пак сме ги предизвикале, ниту пак едноставно сме гледачи, не знам, публика. И мислам дека е најлошата ситуација таа во која што може да бидеш човек. Значи немаш никако не си вклучен во тоа, а се одразува на тебе. И сега што да правиш со тоа? No. И ти среќа да кажеме што си во таа позиција веќе направиш представа, на некој начин ќе го изразиш тоа, значи другите што ќе прават? Ќе не знам, ќе сподели на стори, ќе даде поддршка. Мојот начин беше таков. Добро што си го нашла, што успеваш да го изразиш на некој начин. Имам направено уште поинтересна работа, исто поврзано со инспирирано, побуна од војната во Сирија. И истражував заедно со еден режисер кој работевме представата во Хамбург. И го истражувавме патот од грчко-македонската граница, мислам дека се викаше Богородица. Добро. Се викаше граничниот прелез? Да. Од Богородица до македонско-српската граница. Одевме точно по патот по кој оделе бегалците. Секој милиметар го поминавме пешки или со кола. Озбилно? Да. Почна од границата,
наоѓавме луѓе, мештани кои биле сведоци, кои гледале, кои им помагале, кои им одмагале. Со сите правевме муавет, влагавме во куќи, во дворови, не луѓе ни биде ручек. Која година беше тоа? Ти текнува? 2000 Да, од 2000 нааму. 2018 ќе да беше најверојатно или Добро. 17. О, не е ни толку битно, значи пред короната е тоа. Да. Точно кога се случуваше, кога дојде бран од бегалците, кога поминуваа низ Македонија. Тогаш беше скрос актуелно. И многу сцени, ако да се надоврземе на претходните прашања, како и тоа беше еден дел истражување за мој лик, затоа што потоа играв во представа базирана на овие истражувања кои ги правевме јас и режисерот. И можеби тоа беше еден од процесите во кои најдлабоко завлегов и ми беше тешко да без никаква поука или читава целосно да излезам од тој процес. Затоа што наидовав на страшни приказни, кои што нема потреба да се прашувам дали се вистините или не, пошто ги напишал Шекспир, Чехов или Метерлинг и не знам. Ова се вистински приказни, кои што вистински се случиле овде, на тлото на државата во која живеам јас. Се сеќавам на првата сцена, тоест на првата слика, има едни напуштени мали бараки веднаш до границата кај Грција, и кога не однесе едно дете таму да ни каже дека првото преноќевалиште на бегалците им било таму, напуштени ниски згради, сите ѕидови внатре и од надвор беа испишани со имиња и со броеви. Појма немав зошто. После свативме дека они оставаат трагови за фамилијата која доаѓа после нив да знаат кај били дека се живи. Пошто нема како да им кажат дека се живи. И им пишуваат датум, име и презиме. Целите згради од внатре, сите ѕидови беа преплавени од имиња и од презимење на арапски. И потоа продолжувавме до Србија, до границата со Србија. Имаше ли многу такви објекти нагоре по рутата? Мислам, цела рута е одевте? Баш она... Цела. Да. И на крај стигнавме до кампот. Видовме деца како се качуваат на возовите од озгоре за да избегаат. Тоа го посведочев јас. Кој камп? Па има бегалски кампови. Се сеќаваш дека има на границите, постоја бегалски кампови. До окира граница. Ја мислев дека внатре негде. Не до границата со Србија. И видов неколку тинејџери кои тотално се сами, немаат никаква фамилија, останати сираци. Сакаат да избегаат во Србија, не е легално, затоа што се пријавени во Македонија, седат во кампот и се качуваа од озгора на возовите, за да кога ќе тргне возот на кај Србија, да поминат. Многу од нив умираа затоа што ги удараше струја. Па не само тоа, да и... Некои ги враќаа, некои успеваа да поминат. И се сеќавам, имав пријателка која работеше во кампот како волонтер и заедно ги видовме како се качуваат и јас не си ги видела. Као ги мислам, се правеа дека не ги гледаат и вика само чекам да не се вратат и ако не се вратат за 3 дена, чекам да ми пишат на Facebook кај се. И тогаш ми е као лесно дека преживеале или дека успеале да отидат таму кај што сакаат да отидат. Да, види, тоа беше вака еден добар потсетник за суровоста на човековата природа. Јас знам дека на тие луѓе тогаш им се продава полначи за телефони по не знам колку пари, па не знам телефон пута 100, тоа што му е вредноста, јадење да не збориме, транспорт да не збориме, значи тоа беше екстремно, тоаш бизнис правеа, мислам, тоаш се покажа дека стварно сме, значи таа бейзик неизградена човекова природа е многу сурова сама по себе, ако човек не работи на себе, тешко нас. А повеќето луѓе не работат не од немање желба, туку едноставно мислам дека се работи за ниво на свест. Ниво на свест. Не е ни избор. И сиромаштија. Значи они не бираат да се лоши, не бираат да го живеат тој начин на живот, они не знаат каков начин на живот живеат. Нели се дури не се разбуди или некој го потчукне
малце да му каже, знаеш, може и малце подобро да живееш или малце почовечки или нека хуманистичка карактеристика да вградиш во тебе, прво тебе ќе ти го лесни живењето, па после тоа на сите други. Но тоа што беше со мигрантите, немав представа дека си била вклучена во такво нешто, значи и она не можам ни да замислам како изгледа тоа, затоа што од толку близко не знам дали би се осмелил тоа да го гледам искрено. Па Јас мислев дека нешто ќе во себе си ќе сменам ако го направам тоа. и успеа ли да смениш? Па се надевам дека станав само подобар човек затоа што за нив не успеав ништо да направам. Можеби за кратко бев нивниот глас, затоа што таа представа игравме низ повеќе градови во Германија и во Австрија. Така што се надевам дека некој ги слушна нивните приказни. Дека се повеќе луѓе ги слушнаа нивните приказни. Па, мило ми е што ја споделивме уште еднаш кога приказната и го споделивме тој момент за тебе, затоа што не пишува нигде дека Наталија била по мигрантски кампови и така натаму помагала на луѓе да... Не сум помагала конкретно. На некој начин, значи директно или Бев индиректно. да истражувам. Да. Не сум помагала. Индиректно, добро, Да. не си шврцала мигранти тоа. Да. Не сум ни вака блиску не сум помагала, бев само од друг аспект за да направиме представа за тоа, знаеш. Трнавме од Swimmers, значи ти си дефинитивно еден од најколоритните гости кои што сме имале чест да ги имаме во студио. Јас уживав во разговорот денеска и се надевам дека успеавме да документираме еден дел од Наталија кој што, нели? Се надевам допре до есенцијата. Па добре до есенцијата, значи мислам дека го најдовме тоа што го баравме и фала ти за денеска, фала ти на одвоеното време, фала ти на довербата и на укажаната шанса што си тука. Фала ти на тебе.